Престојните избори во САД се исклучително важни за Северна Македонија, но и регионот затоа што Америка секогаш ја игра една од клучните улоги на политички безбедносен план, вели поранешниот министер за надворешни работи Антонио Милошовски. Тој смета дека овие избори се значени од аспект на решавање на косовско-српското прашање. Она што беше започнато во Вашингтон со потпишувањето на заедничкиот договор помеѓу Србија и Косово, односно нивен поединечен договор со председателот Трамп, ќе биде процес кој што ќе продолжи, без разлика каков ќе биде исходот на изборите во Соединетите Американски држави, затоа што со решавањето или концептот за решавањето на ова косовско-српско прашање се очекува да се зголеми безбедносниот потенцијал во регионот и да се намалат ризиците. Милошовски, кој во 2008 година ја подпиша декларацијата за стратешка соработка помеѓу Македонија и САД, додава дека е многу важно за земјава и по овие избори да се интензивира таа соработка. Битно е за државата да се задржи на таа линија на стратешка соработка и без разлика каков ќе биде изборот на американските граѓани, за нас е многу важно да успееме на економски план и на енергетски план што повеќе компании од Соединетите Американски држави да бидат присутни во Република Македонија. Не очекувам после 3 ноември да се промени нешто во политиките и приоритетите на Вашингтон однос на Северна Македонија, вели Андреј Жерновски, кој во претходната влада беше заменик министер за надворешни работи. Без разлика на исходот, очекувам да продолжи таа поддршка и кон нас и кон регионот, затоа што тој и од геостратешки интерес, и од политички интерес, и од безбедносен интерес, и од економски интерес. Пред точно една година имавме ратификација во Американскиот сенат на протоколот на нашето зачленување во НАТО, што доволно кажува колкава е таа поддршка и дека таа ќе продолжи. Жерновски потсетува на минатогодишната посета на Мајк Помпео, која се случи после 18 години на еден американски државен секретар на земјава. Професорот Мерсел Билјали смета дека изборите во САД се значени и од аспект на американска поддршка за реализација на неколку инфраструктурни проекти кои досега биле маргинализирани, а кои се важни и за земјава. Како што е коридорот 8 и 10, па тука и гасоводот ТАП кој се поврза со ТАНАП и Турција и Азербејџан. Така што сепак ова слепо црево има шанси да се претвори во своевиден балкански крстопат и тука е нашиот интерес. Вториот наш интерес е тоа што се нарекува Мал Шенген, што значи да се создаде еден пазар негде од 19 милиони потрошувачи, што ќе значи економско заживување на државите членки. Од владата велат дека пријателството на САД кон земјава било и е силно, без разлика од кој политички спектрум доаѓал председателот на САД. Тоа е доказ, велат, за посветена соработка и висинско стратешко партнерство. Ние имаме повеќе деценијски стратешки однос со САД, кој низ годините се интензивира без разлика на внатрешните политики на САД, а кој особено се интензивира како сојузници во НАТО. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.